Здраво! Јас сум Рубен Смуратовски. И денес имам една мисија. Мисијата е да го пронајдам ѓаволот. Кој ѓавол? Навистина, кој ѓавол ги тера луѓето, поединците, фирми, големи, мали, какви и да се, да финансираат, да донираат средства во спортот. Прилично е за жал ретка појава кај нас во Македонија да се доброволно да се финансираат клубови, спорт, па и култура и така натака. И баш заради тоа, како што го пронајдов овој апарат кој што представува некаков микрофон, чудно е, така би сакал да го пронајдам и ѓаволот. А снима ли? Снима. Јас не знам како снима на вистина, ама добро, тоа е ѓаволот. Одам да го пронајдам. Здраво, живо. Здраво. Што еден вако успешен човек, кој што се бави со една прекрасна професија, го боднало, што ѓавол го натерал да помага ракомет? Од што мака? Не би беше убаво вака овде? Не да е си мака, уживате? не е мака во прашање. Имам повеќе одговори, ама ќе почнам со тоа дека ние работиме. Овој месец правиме 20 години од основање на ординацијата и од самиот старт ние бесплатно работиме или помагаме деца со посебни потреби и деца без родители. Значи работиме заби и изработки кај овие две категории граѓани. За тоа не сме наплатили. Еве срце од мене за вас. Фала многу. Зошто помагате или инвестирате во ракометот? Прво да кажам дека јас не сум родител, мојот дете не игра во ракометниот клуб. Што е уште еден голем плюс, затоа што немаш никаков интерес таков. Имам интерес. Кој е, тоа ме интересира затоа што тоа е убавото што треба да се чуе. Видете, ние инвестираме пак во наши деца. Тоа се наши деца. Јас имав прилика на неколку тренинзи кога трчав за да одржувам линија. Присуствував на неколку тренинзи и ја видов посветеноста на Дарко, на тренерот. Колку посветено ја врши својата работа. Тој е одличен педагог, ги учи децата и на победа и на пораз. Ги изградува како личности, доста репрезентативци се излезени од таа школа и не знам како изгледа да не помогнеш ако имаш можност во рамките на можностите, не знам како изгледа тоа да видиш таа посветеност и да не помогнеш на таа работа. Ова треба да го запамтам. Не знам како изгледа да имаш можност, а да не помогнеш. Да. Тоа е баш има чувство на вистинска емпатија и на заедништво на крајот на краиштата. И друга една работа што сакам да ја кажам. Јас со мојата работа имав прилика да патувам многу често. Не само на европскиот континент, него и во Азија, и во Африка имам одено. Се им сретнувано со колеги, успешни луѓе, кои што и сите што сум ги сретнал, што сум ги запознал, сите инвестираат во децата, во клубовите. Сосема нормално е да, доколку можеш, да вложиш, да инвестираш. Не се поставува прашањето вие што ми го поставувате, бидејќи се очекува. Точно така. Не е тема на разговор на други места. Не е тема на разговор. Природно потреба чувствува тој што може да помогне да се најде. Секако е убаво чувството кога ќе видиш дека израснале деца се изградиле како личности, како спортисти и ја представиле Македонија со својот успех, со својот талент. Може да разговараме и за еден филм кој што е режисерско деби на Роберт Де Ниро, се вика Бруклин Стейл или Бруклинска приказна. Така. Тема во филмот е нема ништо потажно од изгубениот талент. Ние имаме многу талентирани деца на кои што им треба малку помош во таа ранлива фаза за малку само да ги подбутнеш, да ги
да им го покажеш патот, а талентот да. Исто така јас мислам дека нема ништо потажно од загубен талент. Сега има две нешта, значи има луѓе кои што имаат голем талент и се мрзливи, па него тоа е грев кон Бога. Според мене да не се стремиш да го достигнеш нивото на твојот талент, а од друга страна исто втората приказна е и да не му се помогне ако му се може на некој да малку да се подбутне за да дојде до. Навистина тажно е да речеме вие било кој успешен да биде сам на врвот. Успешен, а се околу него да не има успешноста или приказната која што вие ја имате и самите на себе среќа. Нема да бидеме среќни доколку се околу нас не е така како што треба. Апсолутно. Така да Многу ми е драго што има луѓе, поединци, фирми, компании, како и да е, што препознаваат дека спортот и културата, морам да кажам, мора да се помагаат. Спортот и културата се наједноставниот начин за промовирање на идентитет на една држава, на јазик, на култура, на обичаи, на традиција, на навики. И најлесно се добива аплауз во фигуративна смисла, нели, доколку со спорт успееш, со култура успееш. Наједноставно се, најлесен е начинот. Меѓутоа, доколку не постојат луѓе како вас, кои што препознаваат дека треба да се помогне, во рамките нормално на своите можности, за мене можеби 100 денари се доволни или максимумот за некого се 1000, за некого и така натака, тука нема лутиш, меѓутоа се многу повеќе од оние кои што не помагаат. можеби треба да се допре до луѓето, да се укаже на еве оваа приказна која што ние ја имаме во ракометен клуб Аеродром. Губи ли нешто вашата ординација со тоа што? Видете, имаме многу давачки месечно и во однос на сите давачки. Мислам, не вреди да се прави убава работа. Ние веќе функционираме неколку години. Фидбекот е неверојатен. Би ги охрабрил стопанствениците што можат да вложат, нека воопшто дека не размислуваат. Ќе видат не на краток, и на краток, не само на средина, на дол крок резултат, и на краток крок ќе видат убав еден фидбек, една убава енергија која што јас прво не сакам да изгубам таа енергија. Така, кога ќе се погледнеш во огледало сабајле или преку ден или било каде, ти доаѓа во најмала рака убаво на тебе и се чувствуваш дека некако наистина си помагате и на целокупен аеродром, ја помагате и на ракометот во Македонија, можеби за некоја година ќе има некој репрезентативец кој што ќе ни донесе некаква медаља. Дај Боже, Македонија до сега најголема почит од светот или респект или почит како сакате има доживеано на ракометните и на кошаркарските терени. Така да ние сме го имале еден од најдобрите, по многу и најдобар ракометар на сите времења, Кирил Лазаров. Јас како млад уште го паметам Пепи Манасков како бомбардер што се плаша сите голмани во светот од него, така да имаме деца, имаме таленти, треба да вложуваме во нив. Само така ќе бидеме успешна приказна. Ви благодарам на вистина. Многу ми е убаво кога слушам луѓе кои што зборуваат и се гледат, тоа дека не е ништо научено, не е нешто кое што е спремно како одговори сега на јавноста, сака да го чуе тоа и тоа. Напротив, човекот е гледаш во очите, барем тоа ми е мене професијата да ги скенирам луѓето, да ги оценувам правилно, го мисли тоа вистински и биле ние тука или не биле, го покажале или не го покажале, тој ќе го продолжи својот пат кој што мисли дека е правилен. Ви благодарам многу. Поздрав. Друг пат ќе дојдам за моје везаби, имам еден мост што ми се одлепува да ми се залепи. Друг пат ќе дојдам, може и да не биде. Да, тоа беше идејата. Да закажем Ти здрав ми е.